Фудбалскиот клуб Тетек со Тетово може да се спаси од идните финансиски проблеми, ако компаниите сакаат да го спонзорираат според новите законски одредби. Предвидена е можност половина од данокот на добивка наместо да се уплаќа во буџетот, компанијата да донесе одлука дека сака да го реинвестира како спонзорство на фудбалски клуб. Законот овозможува од данокот на добивка, значи да посебно за фудбалски клубови е најдобар. Значи, ако едно предпријатие има за плаќање, да речеме, 100.000 евра, 50% од тие 100.000 евра, значи 50.000 евра, може да ги даде на фудбалски клуб наменски, што се викаани средства. Иницијативниот одбор се уште го води клубот, иако е акционерско друштво. Било кој да дојде, ќе ги земе акциите со вредност 0. Значи, ќе едноставно ќе мора да го плати само данокот што е следува на државата и да ги превземе акциите без никаков надомест. Тоа е погодност за секој што сака да влезе во клубот, што мисли да учествува во финансирањето на клубот. Ова раководство, вака како што е, се чисти тотални волонтери кои ќе продолжат да му помагаат на тој што ќе дојде да продолжи каде што ние би да станале. Значи, никој од нас нема да се откаже од функцијата да помага на сите тие нови што ќе дојдат. Заради тоа што минатата година бевме дваторица од претходното раководство. Сите овие што ги гледате сега се нови членови кои за една година така се набилдаја на организацијски план, така да можат да водат било кој клуб во Македонија, тоа ви кажувам без лажна скромност. Значи, во кој клуб да влезат, каде што имаат пари, многу е лесно да се работи. Значи, сите овие што ги гледате на оваа маса се покажаја кога еден клуб се бори во една голема безпарица и си ја исполни целта. Така да на организацијски план, секој што ќе дојде, ќе најде на спремна екипа што ќе помогне максимално. Никој од овдека нема сега да се тргне, ако дојде новиот и да рече сега е добро, ние можеме да се заминеме. Напротив, ние ќе останеме се додека тие имаат желба и волја да работат и да не ги слушаат нашите совети и помошта што им ја даваме. Вчера иницијативниот одбор за спас на ФК Тетекс преку пресконференција изрази јавна благодарност до сите што помогнале клубот да се избори за опстанок. Покажа како треба да се бори за боите на клубот, оставајќи го срцето на терен, истовремено свесни за состојбата во која клубот се наоѓа, извршувајќи ги своите обврски безпрекорно, без никаков надомест или само за патни трошоци. Со ваквото свое поведение, тие ги подигнаа границите на критериумите на човечките квалитети, давајќи пример како човек генерално треба да се однесува во животот. Веруваме дека ваков случај е незабележен на овие простори, можеби и пошироко, и затоа уште еднаш фала ви за честа што бевме во ваше друштво во текот на оваа сезона. Убаво е да се подсетиме на моментот кога минатото лето група ентузијасти одлучија да не стојат отстрана, гледајќи како клубот тоне во амбис. Состојбата беше, благо речено, катастрофална. Значи, имаше 0 играчи, 0 членови на стручен штаб и 0 членови на управа. Со големи напори, не жалејќи време, сили и средства, исклучиво, и да повториме, исклучиво на база на волонтеризам, значи без денар надомест, овозможивме да се постават основните контури на клубот и да се создадат минимални услови за надпреварување во втората лига и секако враќање на клубот во Тетово. Фудбалерите велат дека е потребно итно подобрување на состојбите со цел играчите да не заменуваат во други клубови. Пред се треба да се обезбедат финанси за да може клубот да екзистира, бидејќи имаме доста млади таленти што се викаат клубот, но мора да бидат допунети со услови за работа, како и некој поискусен играч кој ќе ги води. А знаеме дека поискусните играчи доаѓаат од Скопје, кој треба да се обезбеди превоз, минимална плата, која за жал оваа полусезона пролетната и како изостануваше. Така да играчкиот кадар ќе зависи исклучиво од финансиите кои ќе можат управата да ги обезбеди.
Од клубот по завршувањето на сезоната си замина Енис Дервиши кој отиде во Работнички. Тетекс во последните неколку кола со последователни победи успеа да се избори за опстанок во втората македонска фудбалска лига, токму со директните конкуренти за опстанок.